Мултимедијалниот спектакл види музика, слушне слика, доби книга, кој беше одложен поради лошите временски услови. Вечерва по 7 пат ќе се одржи во градскиот парк во Скопје со почеток во 21 часот. Добро дојдовте во најновото издание на Урбаните вести. Еве што ќе гледате. Започна со уредување вториот дел од паркот Македонија. Апел од Министерството за образование и наука полуматурантите да се запишуваат во стручните училишта. Министерката Јанкуловска со дечињата од детски цветови во посета на полициската станица Кисела вода. Бесплатни советувалишта за откажување од цигари. Во среда и четврток ќе се прска против комарци. Денеска се означи почетокот на градежните работи на вториот дел на паркот Македонија покрај булеварот Митрополит Теодоси Гологанов. На просторот со површина од околу 32.000 квадратни метри ќе се направи трим патека со фитнес прави како и детско игралиште. Започна со уредување вториот дел на паркот Македонија. На путегот од угостителскиот објект Македонска куќа до индивидуалните куќи на булеварот Митрополит Теодоси Гологанов ќе се изврши реконструкција на зелената површина и ќе се уреди нова парковска површина, најави денеска градоначалникот на град Скопје Гоце Трајановски. Во паркот ќе се постави нова хидратантска мрежа со 192 прскалки, со кои ќе се полева зеленилото во паркот. Покрај тоа ќе се оформи една трим патека со бела ризла и една асфалтирана патека со клупи за седење, корпи за отпадоци и друга урбана опрема. По трим патеката ќе се формираат и површини кои што граѓаните ќе може да ги користат за одмор и рекреација, а на дел од неа ќе се постават и фитнес прави за вежбање. Во паркот исто така ќе има и содржини наменати за децата, односно ќе се постават детски реквизити, како и 3 летниковци кои што ќе им овозможат на сите граѓани да уживаат во него, без разлика на временските услови и годишните времиња. Тој ќе биде во површина од околу 32.000 метри квадратни. Во рамките на овие 32.000 метри квадратни ќе има трим патеки, ќе има фонтани, исто така ќе има едно каче кај што ќе има фитнес прави за вежбање, ќе има каче кај што ќе има детски реквизити направени од дрво, значи од еколошки материјал, ќе има трим патека. Покрај таа трим патека ќе има 3 видиковци кај што ќе можат граѓаните кои што тука рекреираат и да можат да се одмараат. Овој дел ќе биде исто така уреден со многу цветиња, многу дрвја, значи ќе имаме зимзелени и листопадни дрвја. Планираме да се постават некаде околу 800 дрвја, од кои што добар дел ќе бидат листопадни, а поголемиот дел ќе бидат зимзелени. Дрвјата ќе бидат со големина поголема од 3 до 4 метри. На овој начин сметаме дека ќе се зголеми површината, зелените површини во градот Скопје, што ќе допринесе за подобар изглед на градот Скопје, а воедно и за подобри еколошки услови во нашиот град. Рокот за изработка на овој проект е околу 3 месеци, така да се надеваме дека некаде околу средината на септември дека овој парк ќе биде готов и ќе биде пуштен во употреба. Трим патеката ќе биде целосно осветлена. За реализација на овој проект од буџетот на градот ќе се издвојат околу 15 милиони динари, истакна градоначалникот Трајановски. На уредувањето на паркот ќе работат екипите на јавното претпријатие Паркови и зеленило и екипите на јавното претпријатие Улици и патишта. Градоначалникот на град Скопје Гоце Трајановски денеска на првиот уписен ден го посети средното угостителско училиште Лазар Танев, при што апелираше да се зголеми интересот кај осмоделенците за упис во стручните училишта. Во јавните средни училишта во Македонија денеска и утре е првото пријавување и запишување ученици во прва година во учебната 2014-2015. Според конкурсот кој Министерството за образование и наука го објави на крајот на март, слободни се 35.195 места за идни средношколци.
Резултатите од пријавувањето ќе бидат објавени на 25 јуни. Во јунскиот рок ќе има и второ пријавување на 30 јуни и на 1 јули, а пријавувањето и запишувањето во августовскиот рок ќе се врши на 21 август. Слободните места во конкурсот се усогласени со потребите на пазарот на труд, а при тоа Министерството за образование и наука се фокусираше главно на средните стручни училишта. Пред 3 месеци, кога беше објавен конкурсот, Министерството апелираше полуматурантите да се запишуваат во стручните училишта, затоа што стручниот кадар е дефицитарен и побрзо ќе најдат работа. Кон апелот се приклучи и градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски при денешната посета на Средното угостителско туристичко училиште Лазар Танев. Да видиме како течат уписите во првиот уписен рок во ова училиште. При тоа би сакале да апелираме до учениците да што повеќе се запишуваат на средните стручни училишта во градот Скопје. Едно од средните стручни училишта е токму ово училиште, каде што се образуваат кадри од угостителската и туристичката дејност. Значи се повеќе има недостаток на овие кадри и затоа учениците кои што ќе се запишат на овие струки ќе имаат можност за побрзо вработување. Покрај во ова училиште јас би апелира да учениците се запишуваат и во останатите средни стручни училишта. Информираше дека интересот за упис кај полуматурантите е сличен како и изминатите години, но нагласи дека потребата од ваков кадар на пазарот на трудот се повеќе се зголемува, охрабрувајќи ги идните средношколци да го направат вистинскиот избор. И со развојот на економијата на нашата земја и со развојот на целата инфраструктура, угостителско-туристичките објекти се поголеми, се поприсутни не само во главниот град, туку и во сите туристички центри во Република Македонија и се јавува недостаток од ваков кадар и затоа апелот е поголем, бидејќи вработувањето следува веднаш по завршување на образованието, односно уште додека изведуваат практичната настава, работодавците секогаш препознаваат идни вработени во учениците на практична настава и ние немаме невработени кадри од угостителско-туристичка струка. Од 4-годишните занимања и двете, и угостителски техничар и хотелско-туристички техничар се атрактивни, а од 3-годишните од година во година преовладува. Беше келнерот најатрактивен, сега е готвачот најатрактивен, меѓутоа сладкар и пекар се стандардно добри занимања, така да интересот е подеднаков, меѓутоа потребите се многу поголеми. Ние имаме потреба за уште повеќе кадар. Во рамките на воспитно-образовната активност со обраќање на Врвулица, денеска полициската станица Кисела Вода ја посетија министерката Гордана Јанкуловска и дечињата од детската градинка Детски цветови. Децата на соодветен начин беа запознаени со основните сообраќајни правила и прописи. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска заедно со дечињето од детската градинка Детски цветови денеска ја посетија полициската станица во Кисела Вода во рамките на воспитно-образовниот проект Сообраќај на Врвулица. Дечињата на соодветен начин прилагоден за нивната возраст беа запознаени со основните сообраќајни правила и прописи. Од страна на полицајците им беше презентирана полициската опрема со кои работат полицајците, дечињата се качуваа на полициските мотори и автомобили, гледаа филм, а на крај добија и подароци од министерката Јанкуловска. Започнавме со реализација на дел од проектите кои се однесуваат на превенција. Наши гости беа најмладите жители на општина Кисела Вода, бидејќи во програмата на дечињата од градинката денес има наставна активност за запознавање со сообраќајните правила и прописи и во соработка со нивната градинка направивме една воспитна активност каде што тие се гости во полициската станица за да може да се запознаат со сите оние правила и прописи во сообраќајот на начин соодветен на нивната возраст. Инаку овој проект е дел од низата превентивни проекти кои се однесуваат на работата на полицијата заедно со граѓаните и во периодот што следува наша интенција на територијата на градот Скопје, значи секторот за внатрешни работи Скопје во соработка со сите полициски станици да ги започне сите проекти кои беа презентирани во тековната програма, а понатаму сите овие проекти ќе бидат пресликани во останатите градови на Република Македонија, затоа што ваквите активности кои се однесуваат на различни старосни групи, односно на различна популација, децата од најрана возраст да се едуцираат за прашања поврзани со сообраќајот, со безбедноста, се разбира на начин соодветен на нивната возраст, за да може благовремено да ги
ги научат основните правила и прописи на однесување. Ваквите активности кои се однесуваат на различни старосни групи се практично производ на една континуирана комуникација со заедницата, каде што постои интерес децата од најрана возраст да се едуцираат за прашања поврзани со сообраќајот и безбедноста на начин соодветен за нивната возраст. Овој проект продолжува да се реализира и во останалите општини и детски градинки во Скопје. Граѓаните бесплатно ќе се советуваат за откажување од пушење цигари. Во сите центри за јавно здравје во Македонија од денеска ќе функционираат советувалишта за откажување од пушење. Од денеска до средината на август, советувалиштата ќе бидат достапни за лекарите. Од 20 август, советувалиштата ќе бидат достапни и за сите заинтересирани граѓани, што ќе се обратат во центрите за јавно здравје, а воедно ќе бидат воведени и посебни термини, наменати за советување за откажување од пушење кај адолесцентите. Со програмата за работа на овие советувалишта, првично се опфатени здравствените работници што се пушачи. Ке се почне со околу 100 здравствени работници, работени во самите центри за јавно здравје, каде што се спроведуваат советувалиштата, а потоа и другите здравствени работници од сите јавни здравствени установи во Македонија, за понатаму да може да придонесат за одвикнување од пушење кај нивните пациенти. Секој центар за јавно здравје подготвува план за работа на советувалиштето, кој ќе биде достапен на веб страниците на центрите. Овие едукации ќе се одржуваат 2 пати неделно по 2 часа. Во Центарот за јавно здравје во Скопје, советувалиштето ќе работи во вторник и во четврток од 13 до 15 часот. Целта на овие советувалишта е со првичното опфаќање на здравствените работници, да се овозможи тие прво да се обидат да се откажат од пушењето и да се обучат да им помагаат на сите нивни пациенти во иднина во процесот на откажување од пушење. Градот Скопје ги известува граѓаните дека в среда и четврток ќе изврши втора авионска дезинсекција против ларви од комарци на подрачјето на градот. В среда од 5 до 11 часот ќе се врши авионско прскање со кое ќе бидат опфатени сите мочуришта, канали и стоечки водени површини на територијата на градот и во неговата околина, како и реката Вардар. Прскање во истиот временски период ќе биде повторено и следниот ден на истите места. Доколку временските услови не дозволуваат авионско прскање, тоа ќе се изврши во истиот термин првиот нареден ден кога временските услови ќе бидат поволни за тоа, а повтореното прскање ќе се изврши потоа. Македонија одигра 0:0 со Кина во вториот пријателски надпревар. Денеска започнува последното трето коло од фазата по групи на Мондијалот во Бразил, но денеска започна и тенискиот Гранд Слем Вимблдон. За овие останатите спортски вести по рекламите.